Какви се конкретните чекори што владата на Република Македонија и Министерството ги преземат во насока на подобрување на условите на ромската заедница во Куманово? Добар ден до вас, поздрав до вашата телевизија и поздрав до граѓаните на општина Куманово, сектор посебен поздрав до градоначалникот на општина Куманово. Да ви известам дека јас сум национален координатор за спроведување на стратегијата за роми 2014-2020, стратегија која што се однесува за подобрување на состојбата на ромите скоро од сите области. И покрај тоа што самата стратегија опфаќа 5 области, ние во моментот, годинава сме се фокусирани на областа на домувањето, посебно за решавање на проблеми кои што се од инфраструктурен карактер. Како што ви кажа и градоначалникот, денеска разговаравме на оваа тема, го известил градоначалникот дека се завршени критериумите околу распределбата на средствата кои што се наоѓаат во подпрограмата 11, а тоа се средства кои што се наменети за решавање на инфраструктурни и комунални проекти, средства кои што се наоѓаат во Министерството за транспорт и врски. Меѓутоа, со наша координација, овие средства треба да ги распределиме на ниво на сите општини во Република Македонија, кај што има значителен број на ромско население. Очекувањата од кабинетот кој што го раководам се многу големи, меѓутоа морам да ви кажам на фактот дека средствата со кои што располагам кои треба да ги распределиме за темата за која што разговараме не се многу големи, меѓутоа истите ќе бидат еден доволен импулс за војдене да бидат решавани проблемите со кои се соочуваат населението од ромската популација. Знам дека скоро во сите општини во Република Македонија, а тоа го тврдам од посетите кои што ги имам направено во овие општини, живеат во страшно лоши услови, односно во субстандардни услови кои што треба да ги решаваме. Може би овие проблеми со кои се соочува ромското население, па и генерално и граѓаните во Република Македонија, посебно во градот Куманово, доколку и претходната власт имаше желба и волја да се решат овие проблеми, бидејќи имаше доволно средства, тие сигурно ќе беа решени. Меѓутоа, сега се надевам, бидејќи има генерална политичка волја и поддршка од владата на Република Македонија, од единиците на локалната самоуправа, министерството со кои што мораме да соработуваме за решавање на овие проблеми, истите ќе се надевам дека ќе ги решим. Како што кажа градоначалникот, во текот на крајот на овој месец, до 30 март, кабинетот кој што го раководам ќе пушти оглас, односно конкурс за да аплицират сите градоначалници па и вашата општина со инфраструктурни проекти кои што ќе бидат како приоритет определени од страна на самата општина во границите на нашите можности истите да ги финансираме, за да со ребалансот на буџетот да добиеме уште поголеми средства, да покажеме дека сме стварно успешни во нашата работа, да покажеме соработката со вашиот градоначалник, за да граѓаните во Република Македонија осетат дека ние навистина имаме желба и волја за работа, за да ја подобриме состојбата на ромите оному кај што живеат.